28 милиони долари тежи проектот за префункционирање на едношалтерски дигитализиран систем помеѓу институциите и компаниите во Македонија. Од парите обезбедени од Светска банка, 10 ќе помогнат истиот да се имплементира во Царинската управа, објави денеска во Штип првиот македонски цариник Ѓоко Танасковски. Верувам во многу ќе им ги олесни процедурите и ќе води кон дигитализација не само на Царинската управа, туку и кон сите институции кои се вклучени во сите тие гранични и царински процедури и нема да ги има оние чекања по неколку дена, да не речам и по 10-20 дена на било какви лиценци, дозволи и одобренија. Што се однесува за профункционирање на граничниот премин Клепало, потребната документација се комплетира. Наредниот месец јас мислам дека ние ќе видиме што недостига од тие документи, бидејќи да бидам отворен од претходното раководство, односно од претходната водеачка гарнитура, генерално не беа оставени документи кои едноставно би ги дале во собственост самите објекти да бидат во собственост на Царинската управа, како ние би постапувале согласно нашата надлежност на граничните премини. Танасковски денеска имаше работна средба со штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Разговаравме за тоа како се развива Штип, што работиме ние како локална самоуправа и нормално побарав подршка и понатаму да, како и досега, да стојат на располагање како управа и нормално и целата влада за подршка на домашниот бизнис сектор. Во рамките на работната посета на Штип, директорот на Македонската царина посети неколку штипски компании, каде додетели ги запозна со идните проекти на царината, чија цел е поефикасна работа во извршување на царинските процедури на релација царина-бизнис сектор.